Благодарам, председателе. Почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, денес на дневен ред е предлог одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на енергетска кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарот на електричната енергија. Почитувани, власта и раководството на ЕЛЕМ ЕСМ се директни виновници за лошото справување со енергетската кризна состојба во која се наоѓаме. Тоа е како резултат на нестручно, непрофесионално и недомакинско работење на раководството на ЕЛЕМ и ЕСМ и власта. Насекаде електроенергетските компании бележат добивки, само кај нас ЕСМ и МЕПСО се загубари, бидејќи наместо да копаа јаглен и за домашно производство на електрична струја, се правеа шеми од страна на раководството на ЕЛЕМ за испомпување на пари од компанијата за фиктивни искупи на јаглен. Во изминатиот период бевме сведоци и на продавање на вишоци на струја од електричното ноќното производство на електрична струја. Еве, чисто за илустрација, само за од 30 август до 6 септември за ноќните часови од 2 до 7 часа, за вкупно 40 часа и произведена 2000 мегават часови, оштетена е Република Македонија, оштетени се граѓаните на државата за 178.000 евра или 11 милиони денари. Наместо овие количини на електрична енергија да се дадат на стопанството, кое што ја плаќа струјата според Хупекс берзата, овие пари завршија во нечии приватни џебови. Од Централниот регистар во текот на претходната година, за цела 2020 година, од Трговскиот регистар и од регистарот на другите правни лица избришани се 6995 правни лица, а додека во 2022 година 5324 правни лица. И тоа никако не можеме да го сватиме, како што покушаваше да го каже тоа вице-премиерот, дека тоа било природен процес. Инаку, во стопанството работат 680.000 наши граѓани, кои што и текако придонесуваат со своите придонеси, даноци за придонеси во буџетот и имајќи во предвид дека се најавува и ново покачување од нова година, се наметнува прашањето дали ќе има нови затварања во стопанството. Треба да го спомнеме и тоа дека според Евростат нашиот бизнис минатата година плаќал 2 пати поскапа струја за разлика од бизнисите во Србија, Црна Гора, Турција, Косово и Босна и Херцеговина. За намаленото производство на електрична енергија треба да спомнеме дека ресорот за производство на електрична енергија и власта лошо се грижа за одржување на капацитетите за производство. ЕСМ е во лоша техничка кондиција со постојани хаварии во блоковите на река Битола, потопување на механизацијата во рудниците при секој поголем дожд и сето тоа што придонесува за продолжување на електроенергетската криза. А при тоа власта се правеше дека се е во ред, дали тоа го правеше ради локалните избори есента 2021 година или беше затекната во собствените криминали во енергетиката и така да не можеше да делува. Од една страна треба да се констатира и дека енергетските компании имаат голема финансиска дупка која што се покрива од буџетот. И уште нешто што не е помалку важно е тоа дека со вака структуриран електроенергетски систем со неспособни, неелоквентни и компрометирачки структури кои го водат овој сектор на кризата, не и се гледа крајот. Власта касни и со набавка на јаглен, на газ, на мазут,
во текот на кризата се оди по околните држави, по нашите соседи, за набавка на газ, на мазут, на електрична струја, јаглен. Ова во многу подсетува на кризата, здравствената криза, која се уште трае, кога се одеше по соседните земји за вакцини и за криминалните тендери, кои што, односно набавки, се извинувам, во Хонг Конг, кои што беа откриени. И пак изговор и тогаш беше дека секаде во светот е здравствена криза, сега изговор за лошото работење на ЕЛЕМ, ЕСМ и власта е дека насекаде во Европа има енергетска криза, па и кај нас. И никако самокритички да се пристапи, зошто е таква состојбата во државата и зошто е таква состојбата со ЕСМ, затоа што блоковите во рек Битола излегуваат од функција, не се вршеа на време поправки, сега се приидува кон поправка на блоковите 1 и 2, тоа беше пред неколку, ремонт се започна пред неколку дена, во Осломеј ќе се почне од ноември да се прави ремонт, а додека во Неготино започна од 11 септември. Значи, не само во набавката, него и во одржувањето на постојните капацитети се касни. И ако прашаме има ли пресметка колка ви се трошоците на ископ во однос на произведената електрична енергија во рек Битола, дали тие трошоци се намалуваат или растат, затоа што покрај купената механизација надворешни фирми работат таму, нови камиони кои што се паркирани заради тоа што нова механизација беше набавена минатата година во ноември месец, но сепак надворешни фирми работат како подизведувачи на градежни работи во рек Битола, тоа е СВ Инвест, и фирмата врши пренос на јаглен со камиони кои имаат јасна ознака на оваа фирма, но се со струмички таблици. И за само неколку месеци СВ Инвест без работници, без механизација, без искуство, зема тендери во вредност од 2,4 милиони евра. За да се спомене и тоа дека собственоста на фирмите од Total Engineering преминуваат во СВ Инвест. Пример за криминалното и недомаќинско работење, одржувањето на капацитетите е и поправката на оштетениот трансформатор, каде што новиот трансформатор вреди толку колку што го купил ЕСМ, чини 6 милиона 431 илјади евра и е за 3 милиони 607 илјади 260 евра поскап од трансформаторот кој што го купил МЕХСО. Каде се разликата од 3 милиони 607 илјади 260 евра, треба да се позанимава понатаму обвинителството. На официјалната страна на ЕСМ има податок како се потрошени 171 милион евра, но излегува дека отчет се дава само за 152 милиони евра. Разликата од 18 милиони евра Ковачевски треба да каже каде е. Од извештајот на Државниот завод за ревизија може да се види дека и констатирал дека раководството на ЕЛЕМ во 2020 година извршило префрлување од околу 800.000 евра на сметка на синдикатот на ЕСМ и сега нема можност да се открие каде завршиле тие пари кои биле префрлени на синдикалната сметка. Понатаму, исто така и тука треба да се позанимава државниот јавен обвинител, меѓутоа зафатен е, чека да биде избран за уставен судија. Од Државниот завод за ревизија укажуваат и на тоа дека во 2020 година ЕСМ ја завршил со 17 милиони евра загуба. Ковачевски за 2021 година изјавил дека загубата е преку 28 милиони евра, но со објавениот ревизорски извештај изгледа дека состојбата била уште полоша. Почитувани, Васко Ковачевски и оваа влада ја клекнаа на колена и ја ограбија на финансиски и производствен план
на државата и ЕСМ ја клекнаа на колена. Единствениот начин да се преброди зимата е да се потрошат многу пари и тоа пари на граѓаните. За разлика од нас, Босна и Херцеговина произведува струја, Србија, Црна Гора и Албанија произведуваат струја колку што им треба.